Благодарам, председателке, почитуван заменик министер за финансии, почитувани колеги пратеници. Еве на денешната амандманска расправа се наред амандманите за животна средина и просторно планирање и овој амандман кој што беше предложен од колешката од Социјалдемократскиот сојуз е за обезбедување на средства за заштита на животната средина и изголемување на стандардите околу за животната средина. Морам да напоменам тука кога сме кај делот на животната средина, владата на ВМРО ДПМН предводена од премиерот Христијан Мицкоски за оваа 2025 година, односно буџетот за кој што сега разговараме, има обезбедено средства во висина од 116% повеќе средства за разлика од минатата влада, односно од оваа тековна година која што ја управува Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ. Кога сме за кај подигнувањето на стандардите за животната средина, покрај тоа што владата на Република Македонија, односно новата влада, што издвојува средства и се грижи нормално за животната средина и за стандардите за зачувување на истата таа, така и нашата општина, односно градот од кој што доаѓаме, тоа е општина Кавадарци, издвојува средства, односно за имплементирање на овие да се почитуваат и да се имплементираат овие стандарди на животната средина. Кога сме конкретно кај амандманот кој што беше предложен, морам да кажам дека во последните 7 години реконструирани се над 4 километри за колекторскиот систем станува збор во општина Кавадарци и истиот е дојден до, односно го има поминато населеното место село Марена. Значи најпрвен населба Глишиш, па сега село Марена. Во наредниот период, односно во годината која што престои, остануваат уште 2 километри да се избегнат сите населени места, односно и последното населено место, тоа е село Сопот. Во моментов мораме да спомниме дека се работи на изработка на канализациона мрежа на населеното место во населбата Моклиште, инаку за нас кавадачани, односно за тигвешијата добро позната, еве за македонската јавност, тоа е населеното место Моклиште, таму каде што се погубени 12 ваташки деца од бугарскиот фашистички окупатор за време на Втората светска војна. Во должина, тоа е во должина од 3 километри, која што пак ќе биде вклучена во колекторскиот систем кој што почнува од моето населено место, односно од село Ватоша. Морам да спомнам дека Кавадарци постојано врши одвојување на фекалната од атмосферската канализација. Секоја година локалната самоуправа и јавното претпријатие Комуналец, од тука сакам да упатам и благодарност и честитки до сите вработени кои што се ангажирани во јавното претпријатие Комуналец, од собствени средства вршат одвојување на фекалната од атмосферската канализација. Исто тука морам да спомнам дека најголем удел за оваа работа, за одвојувањето на фекалната од атмосферската канализација ја има германската КФФ банка, која што на јавното претпријатие Комуналец, кое што е меѓу најдобрите во Република Македонија, му има дозволено, односно одобрено 2,5 милиони евра грант. Со истите тие 2,5 милиони евра грант, 7 километри е извршена реконструкција на канализационата мрежа, со што се врши одвојување на фекалната од атмосферската канализација. Затоа е потребно, прво, да продолжи проектот за колекторот, да го надминеме, да го бајпасираме и последното населено место, односно село Сопот, со тоа што Кавадарци, почнувајќи од населбата Моклиште до последното населено место кое што е по течението на реката Луда Мара, тоа е село Сопот, ќе има затворен колекторски систем и со истата таа работа од кога ќе заврши, предвидени се средства за оваа 2025 година со собствени средства од општина Кавадарци, за да можеме од кога ќе ја одвоиме комплетно фекалната од атмосферската канализација, да направиме студија, односно
проект со кој што ќе видиме во колкав износ и во колкав капацитет треба да изнесува ова прочистителна станица. Што значи тоа? Ако успееме, како што имаме замислено како кавадарчани, а верувајте дека ќе успееме во тоа, во 80 до 90% да го одвоиме фекалниот од атмосферскиот талок, односно фекалната од атмосферската канализација, со тоа ќе ни бидат потребни многу помали средства, финансиски средства за изработка на ова прочистителна станица и пред се треба да знаеме, односно сакаме, како општина и јас, нели, како пратеник кои што доаѓаме од редовите на ВМРО ДПМН, комплетното раководство од ВМРО ДПМН, сакаме истата таа да биде само одржлива, односно да не падне на терен на граѓаните. Со ова сакам да завршам и да кажам дека ова се сопствени средства со кои што го работиме овој проект и дека пречистителната станица ќе мора да ја работиме после завршувањето на довршувањето на овој скоро 2 километри на колекторскиот систем. Ова не се пари од, како што велите ви, од унгарскиот заем, со унгарскиот заем. Во нашата општина ќе се инвестираат многу покапитални проекти, како што е заобиколницата на град Кавадарци, еден од капиталните проекти, со тоа ќе ја заштитиме и животната средина, односно ќе го обиколиме и градот и населеното место, односно село Ваташа од тешките теретни возила, со тоа нормално ќе го заштитиме и загадувањето на нашиот град, исто како и гасификацијата која што образложив во претходниот амандман, така да сакам да кажам дека овој амандман треба да се реализира, односно овој проект да се реализира по завршувањето на овој капитален проект кој што е од сопствени средства. Благодарам.